Иако нема договор за предвремени парламентарни избори, партиите како да се во предизборен период. И ВМРО ДПМН и СДСМ почнаа со партиски активности на терен. Опозицијската партија вчера стартуваше со акцијата Разговори за обнова на Македонија, а владеачката партија денеска започна со трибините кои се дел од партиската стратегија на прав пат. Премиерот и лидер на СДСМ Заев на трибината во Штип рече дека државата е како воз и е на шините. Вели може да се клацка, но според него е на прав пат. Да вратиме среќата на лицата на нашиот народ. Ги имаме сите причини конечно да добиеме одлука за почеток на преговорите со Европската Унија. Одиме храбро, работиме од љубов, си ја сакаме татковината, затоа што таа ни е се што имаме. Денеска сме признати и навистина сме качени на шините. Возот тргна на шините. Може тој ќе се клаца лево и десно, но е на шините. Тој воз, наречен Република Северна Македонија, е на шините и е на вистинскиот, на правиот пат. Тимот на ВМРО ДПМН е предводен од Трајко Славевски, член на извршниот комитет на партијата, денеска беше во Тетово. Тој вери дека состојбите во Македонија не се добри и за жал од ден во ден се влошуваат. Посочи дека граѓаните се загрижени за безбедноста, бараат воспоставување на вистинска правна држава и подобрување на животниот стандард. Владата на СДСМ ја прогласи 2019 година, додуша откако 2/3 од годината поминаа, наводно за економска година. Настојува да не убедат дека била најдобрата во последните 15 години, а тоа не треба човек да биде кој знае колку економски образован, да види дека не е така, дека ние сме имале години со подобар животен стандард и со поголем економски раст во Република Македонија. Ние сакаме да го достигнеме тој период, нели кога Република Македонија беше побезбедна, кога економијата беше на прво место, кога се постигнуваше висок економски раст. И двете партии врз основа на проблемите и идеите кои ќе ги добијат од граѓаните велат дека ќе ги изработат изборните програми. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски предложи изборите да се одржат во март до година, но премиерот Заев засега не ја прифаќа фрлената ракавица. СДСМ сака редовни избори. 3 месеци пред изборите треба да има техничка влада со технички премиер, во која опозицијата ќе добие неколку клучни ресори.